Времето течеше и кога сите одмара. Изминуваше веќе третиот час, а грофот јури никако да го смири хаосот во мислите. Веќе помалку започнува и да го тревожи сето тоа брзо течение. Пробуваше, но попусто. Пробуваше да отпатува некаде на некое друго место и низ тоа патување да заборави на овој тек. Но повторно некоја скриена сила во тоа течение го враќаше. Чувствуваше како да шепоти. Смири ја твојата душа и започни да ги слушаш зборовите на времето. Какви ли зборови да слушам, се прашуваше. И како утеха ќе си кажеше. Но барем ќе гледам во далечините и нема да размислувам. И колку да сакаше да го стиша својот бучен од, тоа беше скоро невозможно. Демонот, гулат, се доближи позади грбот на грофот Јури со надеж дека нема да забележи. Но вртењето на главата од баронот беше знак дека премногу добро знаеше за неговото присуство. Со длабок наклон, кој беше скоро лепење со плочникот на кулата, се поклони пред грофот. Уште ти ми недостасуваше вечерва, непрокопсан еден, уште ти. Ве молам, грофе, не се тревожете беспотребно е. Јас започна да пелтечи, бидејќи грофот Јури ја исправи својата горостасна става, која и текако беше корпулентна. Се исправи и го погледна од таа височина право во тилот, а во рацете го вртеше златниот медальон, кој на демонот му правеше таква болка во очите, што не се осудуваше да погледне нагоре. Ајде, ајде, истури ги твоите гнасни мисли и губи ми се. Ајде, кажи зашто си дојден. Знам дека си еден од најлигавите демони, па затоа немој да си се осмелил и само една капка од твоите смрдени и одвратни лиги да падне на овој прекасен пот. Ме слушна? Од тој вик се стори впечаток дека и ветрот за миг застана, исчекувајќи што ќе се случи. Простете ми, ве молам, простете ми, грофе, на мојата дрскост, но ете, јас дојдов само да прашам, чисто онака од љубопитност, не оти ме интересира многу? Тоа беше демонот гулат. Демон кој беше создаден да прави таков хаос помеѓу луѓето, што кој ќе го створеше хаосот и самиот се плашеше од мешаницата, да бегаше веднаш по некои ладни долови. Ајде, ајде, исплукај што имаш да плукнеш. Започна да зборува малку несигурно. Знаете, мислам дека ми се причини, но сепак сакам да се уверам. Доаѓајќи на кај вас, мислам дека видов како еден сон. Да, видов еден пророчки сон како доаѓа на кај вас. Навистина ликот на грофот Јуриш беше темен, но од ова прашање се стемни толку многу, што и најтемната ноќ ја немаше таа густина. Кога го виде ова, демонот исплашено одскокна неколку метра подалеку од грофот. Гласот, кој беше со сила на грмотевици, започна да ечи толку силно, што ехото што се создаде им стори морници и на селаните кои беа скоро сите во некој полусон.
Koj si ti, prokletniku? Koj si ti da prašuvaš za mojte soništa? A? I togaž sakajeći da go kazni započna da go kreva medaljonot prema mesečinata. Ova go znaješe premnogu dobro što znači demonot. A brzo gi raširi svojte rasprtaleni krilja i započna da mafta so krajni sili. Znaješe dekaj i samo eden zrak ako go dopreše od medaljonot, toj će beše samo edno malo kupče crna pepel.